да се многу битни за многу битни луѓе, вика, и да не збори на другите, пошто сум ја јавна личност, вика, у државата ме знаат сите, вика, и мајка ми, и ова и она. И важи му рекле, вика, идете трети спрат, соба 12А. Тргнало овој на кај соба 12А, мамо по пут се заборел, соба 12 злага, гледаме црнец, насадил една белкиња на таквото, црнецов чита весник, белкињава плете. Си извинувам, грешка, затвара. Иде во 12А, завршува работа, се враќа, вика, задоволни сте, супер, вика, она не ме ни осети, вика, јас завршив работа, да платам него, не ме е јасно, вика, имавте една соба, вика, у 12-ка влегов, еден црнец, вика, со толкав голем, вика, стајал на него една белкиња ја закачил, он чита весник, оваа плете чорапи, што ја работава? Тоа ни е нова курва, ја држиме на калап едно 2-3 дена да ја разработиме, вика. Отишол у јавна куќа и вика, се извинувам, сакам некој чуден секс. Каков бе чуден секс, вика, па имаме, вика, пингвин секс за вас. Каков е тој пингвин секс? Не е вајда, вика, нешто со животни, вика, ја неќам такви работи. Не е, вика, со животни, така е крстен пингвин сексот. Оди во собата тесна и долга соба. На крајот од собата го ставаат со грбот на кај зидот, се појавува од крајот на собата една риба пар екселанс. Тумкао, на кај него доаѓа, овој како доаѓа, така му се дига. Така му се дига. И едно време доаѓа ова рибата на кај него, му ги соблака панталоните, ама до овдека вака му ги соблака панталоните, до тука, нели, оставени. А знаете кој е најстарото правило, дека жена со дигната сукња многу побрзо трчи него машко со спуштени панталони? Тоа треба да го знаете. Едно време почнало да му прави фелацијо, овој се тесно со бичето, фелацијо му го пуши. По нашки тесно тоа со бичето, овој се опнал од зидот и тамен да сврши оваа, стану и почиња да бега и овој. Застани ма, кај кидеш, застани ма! Имаш уште некој? Имам за јавна куќа, брат. Ај кажи. Ама други иде у јавна куќа. Ај мујо иде. Злага дечко јавна куќа, вика, добар ден, вика, може ли една курва? Може, вика, како не јавна куќа. Каква сагата? Па вика, што е битно, вика, нека брзо, вика, било како, дајте ми. Добре, вика, еве ти кад лог избери, вика, што е битно, гледа, оваа може, вика. Плава, вика, горе, плава доле. Може, соба 12. Иде у соба 12, се враќа да се куди, вика, ме заебавате или бе нешто? Што е, вика, проблемот? Абе, плава горе, ма црна е доле. Вика, нема шанси, вика, од каталог, вика, не. Таа е, вика. Иде, вика, слободно, 100% е таму, вика, таа плава горе, плава доле. Иде горе, се враќа, пара за вика, не ме заебавајте, вика, плава е тачно у кој вика, доле црна е. Па нема шанс, вика, сега ќе одам, да видам што е работа. Се качува со дечко, плава горе, доле гледа. Абе, тоа муви се, бе! Јас се надам дека бевме доволно безобразни за господин цензура да се разбуди оваа недела, драги мои. Живејте, Македонија е во средниот век, а вие сте на Сидел телевизија. Опуштено следува за некој момент. Може дженгал, скандал састав. Време е да ви ги представам моите вечерашни гости. Мојата прва гостинка е блондинка или плавуша или синиша, така како што милувате да кажете, меѓутоа тоа не значи дека е од оние стандардните, туку напротив, драги мои, од пред 10 години постои на музичката сцена како дел од една група која беше многу ин тогаш и така и се вика ин. Пред некое време го представи своето првенче, соло првенче, значи паралелно со музичката кариера се надоградува во своите вокални способности под менторство на познатата оперска пејачка и професорка на факултет за музичка уметност Славица Петровска Галич, моја драга колешка. А пред 10 дена нашата гостинка имаше промоција на албумот Forbidden или Забрането, драги мои, и содржи 10 нови песни и представи нов спот во кој порача дека баш таков ме сака, драги мои. Односно, песната се вика Таков баш те сакам, Тони, без ова Тони. Еден аплауз за Весна Павлова! Да ја побиеш пиратеријата, за тоа донесе оригинали? Да. И воедно да го промовирам. Така. Мојот нов албум Забрането, што содржи 12 песни, 10 нови, 2 преработки, една божица, една
старата македонска традиционална песна "С нощ сакав да ти дојдам" Зашто не дојде? и не можам да ти кажам сега стварно. И се надам дека ќе ми се допадне. Се надеваме дека ќе ни се допадне. Тоа беше Весна Павлова, драги мои, од име со мојот втор гостин. Значи, знаете како, ако има две жени, мора да има машко за мезе во средината. Тој е четврта година на Факултетот за музичка уметност во Скопје, така барем ги лаже дома дека студира. Минатата им вади пари нормално и тоа му е добра фора. Минатата година на фестивалот Валандово го освои второто место со песната "Името наше е Македонија", а оваа година за истата песна е освои наградата најслушана песна помеѓу два фестивали. Неговото име допрва ќе се слуша, драги мои, Владко Миладиновски, фолк пеач од Скиска. Ти си четврта година на музичка академија. Што конкретно студираш? Музичка теорија и педагогија и народни инструменти од Народни инструменти. Свириш народни инструменти? Да. Колку народни инструменти? 2 до 3, сега третиот го учам. Кој е твојот омилен? Омилен е клавир. Клавир? Народен инструмент. Стар македонски народен инструмент. По свадби го има. Ај така! Де тоа клавирот? Клавирот, тројца му го носат, Владче свири. На галичка свадба со клавир, тоа стварно може многу добро да изгледа. Тамбурата ми. Тамбурата? Тај ми беше и прв инструмент. Третата гостинка, драги мои, тоа е екс-мис на Македонија, иако јас би ја прогласил за вечна мис на Македонија, forever мис на Македонија и до ден денеска, според моите вкусови, мислам дека тоа е, тоа тука треба да се стисне пауза. Дипломираше на Штуловиот универзитет во Тетово и тоа одсек француски јазик, ќе ја прашам дали збори француски. А и ако не мора, доволно е незиниот јазик да е француски и да го почитува тоа, и тогаш веќе ви е јасно дека францускиот бакнеш го владее, ако ништо друго, пар екселанс. Има снимено повеќе реклами од мене, каде, се појавува и во многу спотови, беше и бинго девојка едно време и каде да се појави, во дискотеки, кафулења, плажа. Со својот секси пил ги тера машките да одат во веце и на брзина да го удрат од плочки и да се вратат да продолжат да ја гледаат, драги мои. Мис на Македонија за 2004 манекенка и фотомодел, нашата Парис Хилтон, Сара Ленчи! Што е јавна тајна дека Сара ќе ни се мажи, Дејан. Има вистина во тоа, Сара, така? Да. Да? Се Да, мажиш? да, се свршив со мојот дечко. Тој е првиот дечко со кој свршуваш? Овде се свршуваш? Да. Да? Да, и последниот. До сега не си имала свршувачка? Не. Така? Колку време сте заедно? Ние се познаваме околу 8 месеци. Заедно сме од април. Он ме побрза жена после пола сат и сат и по зборење на телефон. Мене ми треба 8 месеци да одговорам. Јас имав само пола сат да разговарам со него, заради тоа што требаше да се спрема и да оди на аеродром. После тоа се слушнавме наредниот ден по телефон, зборувавме околу сат и пол и ме побрза жена. Ви реков ќе размислам, ама знае дека требаше да кажам да. 22 решила да скокнеш од тавче, спремна си за таа институција брак. И каде ќе живеете овдека? Ќе живееме една година во Мајами, со оглед на тоа што дека јас за визата ќе треба да чекам уште некои 6 месеци, значи ќе живеам 6 месеци во Мајами, 2 години во Перу, една година во Париз, една година во Јужна Африка. Чекај, уште 6 месеци тука ќе бидеш во Македонија? Не, брат, нигде, каква Америка. 6 месеца се, 6 месеца, бе, Ке брат. ти расипам. И Александар, не знам што освоил таму после 6 месеца. Како се вика? Не ми текна. Стварно, брат, Освоил како нешто му тргнал.